Од Скопје до Ниш со 120 до 160 км на час и потоа од Ниш до Белград со 200 км на час. И тоа со воз. Ова звучи добро. Уште да се реализира и ќе биде супер. Така барем е предвидено во проектот за изградба на железница во рамки на Коридорот 10, кој неодамна го потпишаа македонската и српската влада. Патувањето од Скопје до Белград е предвидено да трае 3,5 часа, до 2 часа од Скопје до Ниш и уште час и половина од Ниш до Белград. На македонска територија треба да се изгради пруга долга 50 км од Табановце до Скопје, а дополнително и до Скопскиот аеродром. Србија има обврска за 135 км од Прешево до Ниш. Пругата од Белград до Нови Сад е изградена, а до крајот на идната година е планирана изградба на делот и до Суботица. Ако сето ова оди според планот, оваа железница би требало да овозможи одлична поврзаност на Балканот со останатиот дел од Европа. Со кракот до Нови Сад и Суботица е предвидено поврзување и со Будимпешта. Ако одлучат да се приклучат и Хрватска и Словенија, пругата би минувала и преку Загреб и Љубљана и би одела до Салцбург во Австрија. Планирано е преку Скопје да се поврзат и Солун, Пиреа и Атина, а преку Бугарија железницата да се поврзе и со Туркија. Моменталната состојба на македонската железница не влева многу надеж. Проектот се дочекува без меѓународни линии со оштетени мостови и финансиски дупки. Ситуацијата во Србија е значително подобра. Белград неодамна доби и модерна железничка станица. Она што влева оптимизам е дека проектот ќе се финансира со пари од Европската Унија. Би требало да чини околу 1,5 милијарда долари.